Еве што ќе гледате во денешниот дневник на ТВМ. Со почетокот на сезоната се зголемува и обемот на работа во охридските болници. Програмите и мерките за вработување утре ќе бидат промовирани пред охриѓани. Лошата ценовна политика, променливото време и откажаните авиолинии кон Охрид придонесоа за слаб старт на сезоната. Запленети рибарски мрежи, белвица и риболовен алат во Струшко. Два и пол часа траеше примирието на огнот помеѓу Израел и Иран. Со најавените настани започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 31 степен Целзиусов. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе превладува претежно ведро и топло време. Во среда над североисточна Европа ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во Русија и Балтичките земји ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд проследени со поројни врнежи. Врнежи од дожд со грмотевици ќе има и во северозападна Европа. Апенинскиот и Балканскиот полуостров се на удар на топлотен бран со високи дневни температури. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност со дневни температури кои што ќе бележат пораст. Максималните дневни температури ќе достигнат од 34 до 39 степени. Во Македонија во среда ќе превладува сончево и многу топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Утринските температури ќе се движат во интервал од 11 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 29 до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Поради високите температури и порастот на УВ индексот се препорачува да се избегнува излегување на отворено во периодот од 10 до 17 часот и да се следат препораките од лекарите за заштита од топлотни бранови. Во Охрид во среда ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 32 степени. Во четврток во Охрид тропски ден ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Во петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Минималната температура од 19 степени, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени. Во Охрид во сабота сончево и топло време. Минималната температура од 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест.
Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Туристичката сезона го зголеми обемот на работа во охридските болници. Најчесто се хоспитализираат повредени во сообраќајни несреќи. Според полицискиот биланс, зголемен е бројот на жртви во сообраќајни несреќи, а пешаците и велосипедистите се најзагрозената категорија. Стартот на туристичката сезона го зголеми бројот на пациенти во охридските болници. Најчесто се хоспитализираат повредени од сообраќајни несреќи, потоа повредени на плажа, давеници или со повреди од тепачки. Од специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо велат, подготвени се кадровски да одговорат на зголемените потреби од интервенции и оперативни зафати. Во моментов лекарски сме одлично екипирани, на врвно ниво е здравствената услуга која што се пружа. Секако имаме потреба од дополнителни специјалности, анестезиолози и сестриски кадар, меѓутоа во моментов сме во можност да ги изабсорбираме и се надевам дека лето добро ќе одговориме на сите потреби на градот. Според полицискиот биланс, зголемен е бројот на жртви во сообраќајни несреќи, а пешаците и велосипедистите се најзагрозената категорија. Во врска со сообраќајната култура во Охрид, можам да кажам дека воопшто ја нема, значи основните правила не се почитуваат од страна ниту на шоферите, ниту на пешаците, ниту на велосипедистите. Сум почувствувал доста загрози, поготово на пешачки премин. Неки да застане гледа дека стар човек врви, не сака да застане. Јас постар се плашам. Не дај Боже нешто што ќе случи, ама пак внимавам. Мораш да внимаваш во ова време. Статистичките податоци покажуваат дека во текот на 2024 година на подрачјето на СВР Охрид се случиле 280 сообраќајни несреќи со 5 жртви. Информативни денови во Охрид на Министерството за економија и труд за оперативниот план за вработување.
Во рамки на активностите за промоција пред јавноста на мерките и активностите кои произлегуваат од оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2025 година, утре, 25 јуни, во 10 часот во салата на Советот на Општина Охрид ќе се одржи информативен ден. На овие средби, покрај заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски, ќе бидат присутни представници од Општина Охрид, Агенцијата за вработување и Агенцијата за поддршка на предприемништвото. На инфоденовите се поканети стопанските комори, Сдруженија на занаетчии, Сдруженија на млади и сите граѓани кои сакаат подетално да се информираат за оперативниот план за вработување и останатите мерки на Министерството за економија и труд, информираат од локалната. Предсезоната во Охрид помина поскромно од очекувањата. Иако крајот на април и мај ветуваа многу, зголемувањето на цените, посебно во сместувачките капацитети од мал обем, го намалија интересот на туристите, велат експертите. Лошата ценовна политика, променливото време, намалениот број на авионски линии кон Охрид придонесоа за бавен старт на главната туристичка сезона. Но сепак, очекувањата се дека јули и август ќе поминат далеку подобро. Поволните прогнози за главната туристичка сезона врз база на податоците за зголемен број на туристи и ноќевања во првиот и почетокот на вториот квартал од годинава им беа ветар во грб на станоиздавачите од мал обем да ги зголемат цените за сместување. Според експертите за туризам, цените на индивидуалните сместувачки капацитети пораснале за 40 до 50% споредено со минатата година. Тоа се покажа како нож со две острици, односно резултираше со намалување на интересот во предсезоната. Лошата ценовна политика придонесе бројот на туристи во предсезоната во Охрид да биде под очекувањата, вели професор доктор Климент Наумов од Факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Веќе ние треба да сметаме дека сезоната е почната, но за жал никако да почне и може да се види, значи тука евидентно е давателите на услуги започнаа со намалување на цените. За 50% се намалени, но тоа што недостасува се туристите. Значи многу е тешко вие да направите за многу кратко време во туризмот да создадете, да реализирате некој ефект. Значи тоа треба да се прави плански, тоа треба да се прави со стратегија. Не може од денес за утре да се прават некои работи кои што понатака ќе резултираат со еден домино ефект во негативна конотација. Високите цени, посебно во приватните сместувачки капацитети од мал обем, од кои дел достигнувају до 80 евра за апартман, придонесоа сезоната да почне бавно. Дека тоа им е прескапо на туристите, говори податокот дека исполнети беа собите на станоиздавачите кои работат со ланските цени. Нашите студија ги издаваме по 15 евра од човек или 30 евра за двајца. Студио 30 евра. Таа е цена и гости ги имаме редовно. Сите гости виши да кај мене вика што е во градот многу високи цени, ти си вика ефтин. Јас викам стандардно да работам, не знам. Тие дека цените не се реални во Охрид што ги гледат. Дека од 15 евра повеќе станоиздавачи нема потреба што да издаваат. Тоа е реална цена. Свој удел на стартот имаше и променливото време и намалениот број на авионски линии кон Охрид, а и оваа сезона евидентно ќе биде влијанието на Албанија, која се повеќе зема од туристичкиот колач, фрлајки му трошки на Охрид како дестинација за еднодневна екскурзија, со која албанските туроператори си ја збогатуваат својата понуда. Но тука треба многу паметно да изиграме и да нашите чинители и нашата политика да ја скроиме така да направиме барем да останат една ноќ. Значи да се реализира, да се ефектуира едно ноќевање минимум во нашата земја, односно во Охрид, за да би можеле да статистички да почнеме да обработуваме некои податоци, односно да останат некои средства во државата, а не да дојдат, да си заминат, а на крајот проблемите ние да ги решаваме како локалци. Професор Наумов е убеден дека сепак јули и август ќе поминат далеку подобро, а голем придонес за туристичката сезона ќе дадат новите емитивни зони Франција и Германија, од каде што се очекуваат 40.000 туристи на Охридската ривиера.
Сервисна информација од јавното предпријатие Водовод Охрид. Од предпријатието информираат дека поради реализација на проектот за подобрување на водоводната мрежа на улица Кленоец на ден 25 јуни среда во периодот од 8 до 18 часот без вода за пиење ќе бидат корисниците на улиците Петрино, 6-та бригада, 28 април, 130 и Радојца Новичики. Градоначалникот Пецаков со честитка по повод 24 јуни, денот на балканските египтјани. Упатувам искрени честитки до сите наши сограѓани од заедницата на балканските египтјани по повод 24 јуни, меѓународниот ден на балканските египтјани. Нека овој празник биде потсетник дека различностите не прават посилни и побогати. Вашата традиција и култура се важен дел од духот на Охрид и се вградени цврсто во мултикултурниот мозаик на македонското општество. И во иднина, како и досега, да продолжиме да го негуваме нашето пријателство и искрена соработка, градејќи соживот исполнет со разбирање, доверба и праведни можности за сите. Се вели во честитката на градоначалникот Пецаков. Засилени контроли во водите на Охридското езеро, запленети рибарски мрежи, Охридска белвица и друг риболовен алат во близина на Струшкиот Еврохотел и Калишта. Во периодот од 21 до 24 јуни 2025 година, полициските службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро Охрид, согласно надлежностите по Законот за внатрешна пловидба, Законот за рибарство и аквакултура, а во врска со кривичното дело незаконит риболов, извршиле засилени контроли во водите на Охридското езеро. При тоа на околу 1500 метри над Еврохотел пронајдени и одземени се 4 висечки рибарски мрежи во должина од по 100 метри, вкупно 400 метри, и улов од 300 парчиња риба Охридска белвица. Дополнително, во предел обраснат со трска кај Струшкото село Калишта, пронајден е чамет со 2 кофи со рибарски мрежи во должина од по 60 метри и друг риболовен алат и прибор. Пронајдените предмети по насоки на јавен обвинител и запознавање на инспектор по рибарство од Државниот инспекторат за земјоделство, шумарство и водостопанство се подигнати за понатамошна постапка, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Детскиот фестивал Поточиња во петок на сцената Долни Сарај. Во рамки на проектот на општина Охрид Културата расте со децата за сите деца, во петок 27 јуни со почеток во 19 часот и 30 минути на сцената Долни Сарај ќе гостува детскиот музички фестивал Поточиња. Организаторите велат дека најмладите ги очекува вистинска музичка бајка, радост и детска енергија на сцената, песна, игра и насмевки под отворено небо. Влезот е бесплатен. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.